Почитувани гледачи, добро вечер од отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва со вас сум јас, Бојана Димитриевска. Ќе го подпише ли Бојко Борисов договорот за добрососедство на македонски јазик, што прифатиле Заев и неговиот тим? Бугарските пратеници се информирани за содржината на документот. Кај нас се уште се чува во тајност. По решавањето на односите со Бугарија, Заев најавува решавање и на проблемот со Грција. Македонија го чека август. Ќе ги затоплиме ли односите со соседите или ќе изградиме уште поголеми ѕидови? Вечерва мои соговорници се пратеникот Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН. Добро вечер. Добро вечер. И поранешниот пратеник Халили. Добро вечер и за вас. Ајде на почеток, господине Милошовски, ќе почнам со вас, оглед на тоа што вчера испративте вие едно писмо и до премиерот Заев и до министерот за надворешни работи Никола Димитров. Барате да бидете вклучени во процесот на подпишување на договорот со Бугарија. Барате прво увид во тој договор. Очекувате ли позитивен одговор од актуелната власт? Ние очекуваме актуелната власт да покаже дали држи до своите принципи кои што ги промовираше. Премиерот Заев и министерот Димитров кажаа дека за секоја поголема надворешно политичка одлука, како што е македонско-бугарскиот договор, тие сакаат собранието да биде дел од одлучувањето, од усогласувањето и да ја имаат поддршката на пратениците од опозицијата. Доколку навистина имаат за цел националните прашања да ги решаваат со што поширок национален консензус, очекуваме како пратеници поголема транспарентност од нив да дојдат во собранието, кое што ги изгласало да бидат влада и министри, и да го споделат со нас на отворена или на затворена седница по нивен избор договорот кој што најави министерот Димитров дека е во основа усогласен. За да видиме за што станува збор, бидејќи откако тој договор ќе се подпише, не може да има интервенции за негово менување. Затоа е добро пред да се подпише тој договор, што поголем број на фактори, важни политички чинители, ние сметаме дека пратениците се важни во целава политичка ситуација, да бидат запознаени со истиот, може би имаме сомнежи, може би ќе бидеме убедени дека е многу добар, дека е слаб, дека има простор за подобрување, за критика или за пофалба и на крајот да излеземе со заеднички именител како држава која што решава некое меѓудржавно прашање со својот сосед. Но да бидам искрен, според соопштението кое што владата го даде денес преку нивната прес-служба, гледаме дека овој договор се уште се држи во тајност и нас тоа ни раѓа сомнежи. Како може владата во Софија да има самодоверба, прво во себе, второ и во своите пратеници, и да го сподели тој договор и да разговара со пратениците во бугарскиот парламент за тоа што содржи овој важен документ, а владата во Скопје збори за транспарентност, за принципи на инклузивност на собранието и опозицијата, а од друга страна го крие договорот од не мора од јавноста, но барем од оние кои што се овластени, како пратеници имаме сертификати за државна тајна, да имаме увид во тоа што се подпишало и што се договорило. Господине Халили, премиерот Зоран Заев ветуваше широка дебата за сите прашања кои ја засегаат државата. Во овој случај ние немавме широка дебата, исто така и господинот Милошовски спомена дека ветуваше инклузивност, но се чини дека во случајов не се почитува тој принцип. Зошто се крие договорот? Овие се мои лични видувања и тргнувам и од искуството и тоа што значи да се подпише еден меѓудржавен договор. Немам намера никого да бранам, нито напаѓам, но сакам објективно да ги гледам работите. Прво, мислам и строго сум убеден дека никој ништо не може да крие. Не е ово договор на ОКТА, па нема да го даваме на јавност, ќе го криеме и ден денеска, не знаеме што било подпишано. Се работи за еден договор кој досега бил предмет на анализа и дискусии веќе последните 10 години. И како што јас имам информации од тоа што сум следел печат и телевизии, значи скелетот на тој договор во суштина е договорот од владата на Георгиевски 98-9 Декларацијата од 99. Да.
и веројатно нешто е додадено, нешто е иземено, но тој договор не може да се крие од пратениците, бидејќи предпоставувам дека странките се сложиле да биде ратификуван во парламентот. И сега дошло на ред договорот да се дискутира во Бугарското собрание и ние ги имаме информациите од тамо, како се реакциите и можеме да наслутуваме што би можело да биде тоа што некои бугарски пратеници се фалат дека бил добар договор, додека опозицијата исто така се жали дека не е добар договор, дека ги штети и бугарските интереси така натаму. Јас не знам и не сум убеден дека е имало причина да се крие договорот. Оти апсолутно нема теорија да се крие, затоа што пратениците треба да гласат. Тоа што денеска ВМРО, ДПМН бара тоа да биде дневен ред, тоа е легитимно право на секоја опозиција и да не сака опозицијата да не биде тоа на дневен ред, чиме предмет на ратификација мора да биде на дневен ред. Значи, тие не би требало тоа да го направат преку конференција за печат, туку да покренат иницијатива до Представно собрание во петок да се прекине шеста или не знам која седница, да се свикува итна седница на собранието, седмична точка на дневен ред, договорот. И на крај не мислам дека јас има нешто што треба да се крие и од македонската јавност, бидејќи тој договор треба да функционира. Што има таму да се крие, а да се подпишува, а да биде на штета на една или друга страна. Овие се мои размислувања. Мислам дека нема излез од тоа дека ќе биде и договорите имат две фази. Една прва фаза на договарање на експерти, на ниво на експерти и парафирање на договорот. Втората фаза дискусии во парламентот. И се додека договорот не е подпишан, парафираното може да се искореи со договор меѓу двете страни. Имавме еден таков договор меѓу Косово и Црна Гора за демаркација на границата, каде некои опозициони партии на Косово не се сложат, но, например, црногорците рекоа, видите, ние сме отворени, ако има нешто за добробит на двете држави, повторно да ги отвориме некои спорни страни. Така што се надевам дека ништо нема да биде што е на штета на државата или националните интереси, затоа што националните интереси не ги засегаат само една категорија на луѓе. Сите државјани на републиката и државата. Да, но ВМРО ДПМН се сомнева и вие велите не смее ништо да се крие и сите тука ќе се согласиме дека не смее да се крие, но зошто бугарските пратеници се информирани, а нашите македонски политичари ништо не знаат? Порано или покасно договорот во фазата на ратификација ќе дојде во собранието, тоа е несомнено. Мора договорот да биде ратификуван ако сакаме да стане дел од законодавно-правниот систем на Република Македонија и истовремено и на Бугарија кога ќе се ратификува во нивниот парламент. Но нашата цел е, ако носиме договори, склучуваме билатерални договори, за прашања кои што, како што кажа амбасадор Халили, не само 10, туку 20 или повеќе години биле спорни, проблематични, имало одредени дилеми. И ако сакаме истите договори да важат во следниве 20, 30 или 50 години, треба тие да бидат донесени со што поширок национален консензус. Затоа сакаме пред да се подпише овој договор помеѓу Македонија и Бугарија, а бидејќи премиерот Заев даде изјави и министерот Димитров потврди дека ја имаат утврдена основата на договорот, за истиот пратениците да бидат информирани и владата да направи напор да не убеди дека тоа што е постигнато е добро и корисно за Република Македонија. Или ние како пратеници да вложиме напор, таму каде што мислиме дека има потреба за корекции,
и подобрување на текстот во интерес на државата, тоа да го направиме. Ако владата цени дека договорот се уште не е доволно ферментиран за да биде отворен за целата македонска јавност, ние како пратеници немаме проблем да прифатиме по предлог на Министерството за надворешни седницата во собранието да биде и од затворен карактер и да може тогаш без присуство на јавноста, пратениците, министерот, опозицијата, власта, премиерот да дискутираат кога нема присуство на јавност, некогаш може би се тие кои што договарали или кои носат политичка одговорност поотворени и поискрени, може да кажат повеќе работи што не би ги кажале обично пред камерите. Но сега владата е на првиот тест да ги потврди или да ги демантира своите принципи. Затоа што лесно е да искажете збор дека опозицијата ви треба, дека вие како политичар кој што донел живот, демократија, слобода во Македонија, ќе се борите за инклузивност и ќе ги вклучите сите во важните национални прашања, ама делата бараат тоа да го потврдите со некои действија кои што ќе го докажат тоа дека се борите за инклузивност. Јас, да бидам искрен, во петок ќе имаме, ова треба да дојде во секој случај на изјаснување, како предлог за точка на дневен ред, но не сум сигурен според однесувањето на координаторот на пратеничката група на СДСМ, на Комисијата за надворешна политика, кој што ретерираше од првичниот став дека сака да се дискутира за ова прашање, не сум сигурен дали парламентарното мнозинство ќе го задржи нивото на собранието над нивото на извршната власт и владата, да ја изгласа оваа точка и да не поддржи, за да имаме една дискусија за македонско-бугарскиот договор, која што мислам дека никому нема да штети. Напротив, ако има добри работи во договорот, ако е целосно добар, мислам дека тоа ќе биде корисно за пратениците да добијат повеќе аргументи зошто тој договор треба да се потпише и да се ратификува, и ако има било какви недостатоци или сомнежи, истите да се надополнат, да се променат, да се усогласат, да се унапреди тој договор и како таков да се потпише со соседна Бугарија. Прашањето кој исто така се поставува е дали во овој момент постои искреност за нормализирање на односите, првенствено согласно со Универзалната декларација за човековите права и согласно европските вредности за почитување на различностите. Јас мислам дека добрососедство, според мене, лично моје убедување, не се постигнува со договори. Добрососедство се постигнува со дела. Вие може да имате 10 договори за добрососедство со некој ваш сосед, Грција и Турција, или не знам, Украина и Русија, или некој други, но ако на дело имате реални проблеми, територијални проблеми, воени, безбедносни, економски, ниеден договор тоа не може да го реши. Овде се гледа во што е работата. Работата е што Бугарија ја користи својата стекната предност на членка на ЕУ и НАТО и аспирациите на Македонија да стане членка на ЕУ и НАТО, и таа предност во статусот се користи за наметнување на одредени решенија кои што не ве доведуваат во еднаква положба при утврдувањето на билатерални договори. И затоа, според мене, 3 работи се важни во договорот како ќе бидат утврдени, со која фраза и со кои обврски за двете страни. Прво, дали договорот ќе биде со симетрични или со асиметрични обврски. Ако имаме обврска Македонија да не се меша во внатрешните работи на соседна Бугарија, тогаш би било логично да имаме истоветна обврска Република Бугарија исто така да не се меша во внатрешните работи на Македонија. Втората тема која исто така е важна е на кој јазик ќе биде подпишан договорот и со која дефиниција. Ако ние имаме подпишување на бугарски јазик согласно Уставот на Република Македонија и на македонски согласно Уставот на Република Македонија, тогаш мислам дека македонскиот јазик како таков се врзува за постоењето на Уставот на државата. Значи, кога не би постоел Уставот на Македонија, испаѓа дека не би постоел ни јазикот. И дека јазикот е политички наметната или утврдена норма во оваа држава. Ние сметаме дека би било многу добро доколку бугарската страна покаже една европска зрелост
и имаме чиста ситуација во која што договорот ќе биде подпишан без било какви дообјаснувања, само на македонски јазик, бугарски јазик и англиски јазик. Што доколку се бара и се инсистира и на албански да биде подпишан тој договор? Не верувам дека ќе се оди до дополнително комплицирање на ситуацијата и јас според мене она што го гледам барем од колегите кои што ги представуваат интересите на граѓаните албанци во Собранието на Република Македонија, не гледам тенденција да се создаде дополнително усложнување на ситуацијата која што трае помеѓу во овие македонско-бугарски односи изминатите 27 години. Но тоа што сметам дека е добро, ако Бугарија сака да со решавањето на ова прашање да покаже лидерство во регионот, треба да покаже и европски вредности и премиерот Борисов да оддели барем еден мал дел или да превземе мал дел од европските вредности кои што ги имаше првиот председател на Република Бугарија Желјо Желев, кој што немаше никаков проблем со признавањето на независноста на Македонија и со признавањето на незиниот народ и јазик и со преведувањето и на својата книга Антифашизам да биде објавена на бугарски, но исто така со негово одобрение да биде преведена и на македонски јазик. Со такви дела се покажува повеќе за добрососедството и за добрата волја кон еден соседен народ, држава, пријатели, комши, отколку со 10 дополнителни договори. И затоа сметам дека е важно да дискутираме за овие прашања. Халили, слушнавме во петок ќе побараат пратениците од ВМРО ДПМН во собрание да се најде информацијата за тоа што содржи договорот со Бугарија, ќе го положили владата тестот за транспарентност. Јас навистина воопшто не се сомневам дека тоа ќе биде. И воопшто не се сомневам ја и во намерата на парламентарно мнозинство, затоа што не е тоа информација. Тоа треба, според мене, јас сум учествувал во многу наврати во подготовка на такви документи. Тоа треба да биде предмет на дискусија меѓу пратениците. И тоа ќе биде олеснителна околност и за парламентарното мнозинство. Оти, ние сме влегле последните, ево, 25, веќе 26 години сме самостојна републиката. Сме влегле во еден период каде сакаме да ги решиме меѓусоседските проблеми, односно да ги подобруваме меѓусоседските односи. Бидејќи и таква е проблематиката, без обостран компромис за една одредена тема невозможно е да се реши било кој проблем, или овој со Бугарија, или тој со Грција. Тука да не е јасно. Сега, кои компромиси ќе ги прави македонската страна и кои компромиси евентуално ќе ги прави бугарската страна, полесно е за парламентарно мнозинство да ја има и поддршката на опозицијата. И заедно да кажуваат да, ние сме направили отстапки за ово, но отстапките беа заеднички. И ниту опозицијата може да ги обвини за предавство на националните интереси мнозинството, ниту мнозинството може да каже ево вие не бевте доволно кооперативни. Јас воопшто не се сомневам. Но ако дојде до тоа, ево да кажеме, парламентарното мнозинство и покрај сите околности да склучи еден договор кој нема да ги опфаќа сите сегменти на тоа што представува национален интерес, тогаш следната фаза на опозицијата е да се тоа оспорува пред Уставниот суд. Така имавме ние договор меѓу Бериша Баша и Бакојани, каде тогашната владачка партија, Демократската партија на Албанија, се сложи да ја отстапи дел од територијалните води на Албанија на Грција. И социјалистите тоа го оспорија пред Уставниот суд. Уставниот суд реши во нивна полза, во полза на социјалистите кои веруваат дека тоа се предавство на националните интереси,
И тој договор денеска не е подпишан. И тој договор, ако не се усвојува со заеднички интерес на опозицијата, може утре да дојде и да не биде освоен, и тоа е легитимно за европските услови. Види, ние се залагавме, но имавме спротивност на опозицијата и граѓаните кои ги представува опозицијата, и веќе насекаде во светот Уставниот суд, без оглед како работи, што работи, Уставниот суд е тој што дава мериторни одлуки. Но искрено, премиерот Заев најавува дека договорот ќе се подпише во август, и од Бугарија најави неколку пати, спомена дека на 2 август ќе се подпише овој договор. Дали очекувате и дали верувате вие дека до август ќе успееме да ги надминеме оние последици од деценискиот неуспех за создавање на единствен став кога станува збор за државните национални интереси? Видите, јас истакнав дека овој македонско-бугарски спор не е денешен спор. Инако немаше потреба. Затоа велам деценискиот неуспех. Немаше потреба ние да седнеме, да го преговараме, немаше потреба да преговараме, да направиме договор за добро соседство. Иако на нас сите ни е јасно дека Бугарија имала поинаков став за Република Македонија во однос на Грција. И на сите нас ни е познато дека не само што Бугарија ја признала Република Македонија со уставното име, но Бугарија го спречила распарчувањето на Република Македонија заедно со Албанија. И 1993 година постоел план Мицотакис Милошевиќ, понуда до Желјо Желев и до Бериша да се распарчи Македонија, што е одбиено тоа од двете држави. Значи, треба да се цени тој бугарски став, и ние се надевавме, право да ви кажеме, дека овој проблем ќе се реши кога ВМРО ќе дојде на власт 90-те години, бидејќи имаше пратеници и имаше крило во ВМРО, и тоа го признава и Георгиевски, кои беа попријателски и наклонети кон политичари на Бугарија, и тоа и не го криеја, и мислевме дека дефинитивно тој проблем ќе се реши. Но истото важи и сега за министерот за надворешни работи Никола Димитров. Да, министерот, видите сега, иако тој е независен, тој представува една политичка опција која верува дека ќе го реши овој проблем, дека ние на овој проблем ќе даваме европски пристап, дека нас не ни треба конфронтации и ни треба сближување, и мислам дека и на Република Бугарија не и требат никакви конфронтации, затоа што секоја конфронтација во Република Македонија веќе е јасно дека има геополитички карактер. И министерот е убеден во ова нова логика дека ќе успеа во тоа. Милошовски, сакавте нешто да дополните? Јас само сакав да го кажем што го спомна амбасадорот во оваа книга на еден грчки новинар и политички истражувач Такис Михас. Тој пишува за поканата за средба 92 година, која што Мицотакис ја упатува до српскиот председател тогаш или премиер Милошевиќ, до бугарскиот председател Желјо Желев и до романскиот председател Јон Илиеску за средба во Атина на тема Македонија. Средбата не е одржана само затоа што тогаш бугарскиот председател Желјо Желев кажал дека ние, ако разговараме за Македонија, треба да имаме представник од Македонија. Но пак ќе напоменам дека визионерството на покојниот бугарски председател Желјо Желев денес ретко се забележува кај други бугарски политичари. Не викам дека нема одредени исклучоци, но сепак неговото визионерство недостасува и во самиот однос кон Македонија. Втората работа што сакав да ја споменам е зошто ние имавме подолго време
отворени прашања со Бугарија и секогаш кога имаше некои обиди, некоја табу тема да се отвори, ние имавме отворени, фронтални, медиумски, удбашки, полициски, дипломатски, институционални и секакви напади врз ВМРО ДПМН. Да ви го спомнам случајот со господинот Тито Петковски и акцијата за растурање на бугарски летоци низ Македонија и низ Скопје, кој што тогаш пред изборите, 1991 година, требаше да докажат дека лошите представници од ВМРО ДПМН имаат некаков пробугарски план и дека тие ги расејуваат тие летоци и на тој начин да се нанесе политички удар кон нашата политичка партија. Ја спомнавме декларацијата за соработка Македонија-Бугарија од 1999 година, кога премиер беше господинот Георгиевски, тогаш најголемите напади доаѓа од господинот Ѓорѓи Спасов и од сите во СДСМ кои што не бира орудија, дали се тоа политички или медиумски, дека е направено нешто со непроценлива штета за македонските национални интереси. И затоа мислам дека оваа атмосфера на недоверба и сомнеж е градена во изминатите 27 години, но би рекол е градена во изминатите 70 години откако Бугарија влегува во советската орбита на Москва, а Македонија влегува во југословенската орбита на Белград. И имаше една изрека дека секогаш кога се затегнувале односите помеѓу Белград и Москва, тоа се рефлектирало на затегнување на односите Скопје-Софија. Закономерно. И сега, затоа ние сакаме ваквите договори да не бидат склучувани надвор од очите на јавноста. Затоа ни треба транспарентност и ни треба вклучување на сите релевантни политички партии, особено на најголемата политичка партија во собранието, како што е Коалицијата за подобра Македонија и ВМРО ДПМН, и разговори на оваа тема дали имаме заеднички консензус и заеднички именител да затвориме одредено прашање кое што ќе биде и во интерес на Македонија, а истовремено во интерес на регионот. Затворањето на овие прашања парцијално, само од една политичка партија, тоа ќе значи и парцијална примена или парцијални проблеми или парцијални придобивки во следните години. Имаме такви искуства со знамето, менувањето на знамето, со менувањето на името, референцата дека ќе трае за 2 месеци, па сега се провлекува тоа како спор изминативе 27-8 години и со се друго, се што одредена влада одлучила да го склучи парцијално, без согласност или во најмала рака поддршка од опозицијата, немало некој долгорочен добар успех за Македонија. Ние кога носевме одлука како влада за признавање на независноста на Република Косово како нов сосед, владата одлучи топката да ја префрли во собранието за дискусија за усвојување на резолуција за признавање на Косово. Некои пратеници од опозицијата тоа го прифатија со отворени раце, некои со критика, но во секој случај собранието имаше дебата, таа дебата нам многу ни помогна како влада на крајот да донесеме одлуката и да биде еден подобар политички амортизер, каде што и критиките, и пофалбите, и поддршката тоа да се направи, веќе се случиле во законодавниот дом во собранието. Петоки не е така далеку, ја ставате на тест транспарентноста на владата, останува да видиме каква одлука ќе биде донесена. Одиме со реклами, па се враќаме во студиото, продолжуваме со разговорот. Повторно назад во отвореното студио, господине Халили, во Софија премиерот Заев зборуваше дека ќе се менуваат македонските учебници, дека ќе се бришат некои историски факти. Оттаму кажа дека премиерот, бугарскиот премиер Бојко Борисов ќе дојде на Мечкин камен заедно да го чествуваме Илинден. Очекувате ли Борисов договорот да го потпише на македонски јазик? Тоа би значило и признавање на македонскиот јазик. Видите, прво јас немам толку информации што Ве прашувам за вашите очекувања. договорил премиерот Заев таму, но нешто што знам со години што е присутно, било која влада да била, или влада на ВМРО, или влада на СДС,
кога седнале двете страни да се договорат, заедничкиот именител беше да седнат историчарите и да разговарат за овие теми. Веројатно на тоа и премиерот рекол. И да најдат заеднички именител. Ево, овие денови ние имаме прилика да го слушаме изјаснувањето на поранешниот премиер Георгиевски, каде тој изричито вели дека имаме ние заедничка историја со бугарите и ги спомнува Гоце Делчев, Илинденско востание, што денеска беше негирано од Петар Стојанов, на вестите ги следевме заедно, што значи дека сепак не е тоа лесен проблем, лесно да се и брзо да се договара. А дали господин Борисов ќе дојде на 2 август тука, тој јавно се изјаснил дека ќе дојде. И тоа е прв тест да се докаже дека ето на тоа што ние сме се договарале, стоиме и понатаму за тоа, без оглед како ќе се однесува опозицијата во Бугарија, како ќе се однесува опозицијата во Македонија. Иако, во принцип, јас мислам дека треба да има и заеднички консензус опозиција-позиција. И би требало да очекуваме. Ако не, случајно, ако не доаѓа, тоа е сигнал дека несериозно тој самиот Борисов пристапил на прашање. Меѓутоа се чини дека и Зоран Заев во собранието токму кога пратениците од ВМРО ДПМН му поставуваа прашања и бараа од него инсистираа да обелодени што договарал и преговарал во Софија, се чини дека и самиот изрази сомнеж дали ќе дојде Бојко Борисов на 2 август и при тоа не беше прецизен дали ќе се потпише договорот на 2 август, иако само неколку дена пред неговото појавување во собранието од Софија го порача токму тоа и го кажа токму тоа. Видите, зависи како сега течаат разговорите по кафани, по политички партии, по академии, по структури, колку е притисокот на јавното мнение врз владата на Борисов. Оти некои работи можете да се менуваат и спротив на договореното. Така што не е чудно и тоа да биде. Но ако тоа така биде, тоа е еден сигнал дека веќе сигнал кој ќе биде упатен до тие што притиснуваат, што поитно да ги решавате проблемите постоечки помеѓу Грција и Бугарија, значи Европската Унија. Тоа е сигнал дека ево, ние сме дали се од себе да ги решаваме проблемите, да се приближиме кон ЕУ, но реалната пречка не сме ние, туку се тие. И веќе тоа е еден голем поен за Република Македонија. Милошевски, кога веќе се навратив на она што премиерот Заев го говореше во Софија, тој спомена дека досега односите со нашиот источен сосед се заладувале исклучиво од политички причини. За какви политички причини зборуваше премиерот Зоран Заев и што е сега како пречка од странето за да дојде до потпишување на овој договор? Контраверзна е таа изјава, посебно кога доаѓа од председател на политичка партија која што 27 години својот политички опонент ВМРО ДПМН во потребни или непотребни прилики го обвинува за бугарофилство. Нема политичар во ВМРО ДПМН, без разлика дали тоа бил Љубиша Георгиевски или Никола Клјусев или Никола Груевски или Љупчо Георгиевски или Антонио Милошовски или Илија Димовски или некој друг, кој што на еден или на друг начин не трпел такви неосновани подметнувања и критики на таа тема во недостаток од други реални аргументи за комуникација за тоа што е од интерес на граѓаните. Јас ќе ве потсетам само на една работа. Пред овие избори, 2016 година, имавме еден случај каде што беше приведено и мислам ослужува и казна некоја затвор, одредено лице од Чаир со прекар Чауш,
кој што имал своја мала, како да кажам, просторија или работилница, каде што меѓу другото произведували фалсификувани лични карти и пасоши и за добар дел од првенците на ВМРО ДПМН, меѓу кои за Никола Груевски, Антонио Милошовски, Владко Ѓорчев и не знам кои други, биле испечатени наши фалсификувани бугарски пасоши. Целта била во изборната кампања, кога ние ќе говориме за програма, за патишта, за економија, за странски инвестиции, за пензии или за социјални права, нашите политички ривали да кажат Антонио, Никола, Владко, Илија имаат бугарски пасош и јас мојата политичка кампања да ја продолжам во правдање и демантирање на тоа дека го немам. Значи, дотаму оди хипокризијата во овој случај која што доаѓа од страна на СДСМ. Јас затоа по однос на изјавите на господинот Заев имам одредена доза на воздржаност, бидејќи сум забележал дека тој често изјавите ги прилагодува на публиката пред која ги дава. И во Софија може да даде изјава која што извонредно ќе им се допадне на домаќините кои што го пречекале во Софија. Во Сараево ќе даде изјава која што одговара за Србија или за Босна или за некој друг. За српски медиум ќе каже дека Косово е срцето на Србија. За албански медиум ќе каже дека Македонија ќе гласа против тоа што Србија прави одредени проблеми на Косово и слично. И затоа не сум сигурен која е дефинитивната позиција на господинот Заев околу македонско-бугарскиот договор. И тоа е уште една причина плюс зошто би требало тој лично како премиер и министерот за надворешни Димитров да го испочитуваат собранието, да дојдат во собрание и да разговараме на оваа тема. Дали дискусијата ќе трае 1 ден, 2, 5 или 10 дена е помалку важно отколку што е важно да изградиме еден заеднички консензус, да најдеме заеднички именител, дали и на каков начин и кога треба да го склучиме тој договор, а истиот да биде во корист на Република Македонија. И втората работа што исто така мислам дека е поврзана во овој случај и со Македонија и со Бугарија, она што го спомена амбасадорот Халили, има потреба и во Софија, има потреба и во Скопје, дел од действијата кои што се превземаат кон соседите да бидат такви што ќе им се допаднат на нашите пријатели во Брисел. Што не е лош мотив, тоа може да биде и добар мотив и двигател за одредени работи, но не треба допадливоста кон меѓународниот фактор или допадливоста кон одредени бюрократи во Европската Унија да биде поважна од заштитата на националниот интерес на државата која што ја представуваш и чии што граѓаните гласале. Бугарија наскоро ќе претседава со Европската Унија, мислам дека го превзема претседавањето од 1 јануари следната година. И Бугарија има потреба во моментов, бидејќи беше прозивана за корупција, за невладење на право, за одредени пропусти за членувањето во ЕУ, Бугарија има потреба да се покаже и да се докаже дека веќе се надминала себе си и дека може да биде не само земја членка, туку земја и лидер во регионот кој што тоа членство во Европската Унија ќе го трансмитира околу себе и ќе привлекува или ќе помага и на другите соседи и кандидати за членство. И добро е што го има тој мотив, но треба Бугарија да биде во овој случај токму и затоа уште поевропски настроена и да пристапи кон договорот со Република Македонија со еднаква почит каква што Бугарија очекува да има од Република Македонија како почит кон нив како соседна држава. Доколку Заев не одговори позитивно на вашето барање, доколку не добиете информација или доколку го игнорира ова барање, што ќе се случи доколку го потпише договорот со оние спорни точки заради кои досега овој договор не беше потпишан? Дали ќе ги затоплиме односите или ќе изградиме уште повисоки ѕидови меѓу двата народа? Доколку се потпише билатерален договор со ваква голема важност како што е договорот за добрососедство и соработка помеѓу Македонија и Бугарија, а истиот е договор во кој што не е вклучена најголемата политичка партија во државата, која што добила и најголем број на гласови, тој договор ќе има во самиот почеток системска фалинка. Прво, тоа ќе говори дека владата не е сигурна во исправноста на договорот и затоа не го споделува со опозицијата.
и не ја бара ни нашата поддршка. Второ, опозицијата ќе биде доведена до ситуација на свршен чин на моментот на ратификација, кога може да се биде за или против. И она што го кажа амбасадорот Халили, тогаш може да се употребуваат други инструменти доколку се види дека тој договор наштетува или е надвор од рамките или уставните норми на Република Македонија како суверена држава, може истиот да биде политички или правно предизвикан пред други институции. Но јас мислам дека најважното е, ако сакаме да имаме долгорочен, остварлив и применлив договор, истиот да биде договорен најпрвин во Република Македонија меѓу политичките актери кои што се релевантни и имаат и интерес и обврска да разговараат за вакви билатерални прашања. Господине Халили, што доколку споминавме и претходно со вас, доколку Борисов не се појави на Мечкин камени, не дојде да се потпише договорот, што доколку не се потпише овој договор со Бугарија? Па видите, ние никого не може да присилуваме да дојде или ние да одиме таму. Меѓутоа, последниот месец има еден позитивен тренд во развојот на односите меѓу двете земји, после еден застој од веќе скоро 4 години. И во тој случај тој да не дојде, тоа значи дека Борисов ќе добие негативни поени од земите членки на Европската унија. Затоа што ова работа не е по добрата волја на парламентарното мнозинство. Ние сите сме сведоци дека тоа беше едно барање, да не кажем ултиматум, на Европската заедница, дека ние досеме веќе кон интеграција во ЕУ и треба да ги решиме постоечките проблеми со соседите. И во конкретниот случај, премиерот Заев се одазва на тој повик. И сега, веројатно, ако Борисов не држи до ветеното, тогаш треба да даде објаснение. И може ли после тоа да и после очекуваме тоа не би засилени требало, моменти за барање? видите, не би требало тоа да се изрази на влошување на добрососедските односи, затоа што во дипломатијата важи правилото на Ришелје. Преговори, 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 дури и другите кога тоа не го сакат. Ние сме принудени на тоа, затоа што сме вон ЕУ, а сакаме да бидеме земја членка на ЕУ. И тогаш треба да седнеме ние дали да пристапиме со ист метод на решавање на проблемот или поинаков приод, поинаков метод и така натаму. Но ево, деновите се приближуваат и чим се работи за билатерален договор кој треба да се ратификува во собранието, нема сомнение дека ќе се дискутира. Тука нема сомнение. Милошевски, вчера на Твитер објавивте една информација, всушност таа информација подоцна ја потврдија и грчките медиуми, извадија и агенда, дека утре во Солун грчкиот премиер Алексис Ципрас ќе биде домаќин и ќе ги прими таму српскиот премиер Вучич и бугарскиот премиер Бојко Борисов. Да, така, токму така, српскиот претседател Вучич и Борисов ќе биде во Солун. Ниту еден представник од македонска страна, од македонската влада, Заев никаде не се спомнува, но според информациите до кои дојдовме ние како медиум е дека една од темите на овие разговори и средби ќе бидат токму односите со Скопје. И јас имам таква информација, имам и некои колеги, пријатели кои што се занимаваат со политика или со новинарство во Грција, со кои што сме во контакт. И оттаму ја добив информацијата дека ќе има таква средба. За нас, како македонци, секогаш кога се добива информација дека во Грција има трилатерална средба помеѓу Србија, Бугарија и Грција, тоа буди негативни чувства, затоа што историскиот менталитет и некои случувања ни донеле некои проблематични историски ситуации кога за Македонија се разговарало во Грција без Македонија да биде присутна. Ги спомнавме претходно тие обиди за средби
Мицотакис Милошевиќ и некои други претходни, да не одиме подалеку за време на Балканските војни. Но според мене би било многу покоректно ако се разговара за земјите од регионот и за Македонија или за Западниот Балкан, или се разговара за миграцијата, за бегалците или за енергетски коридори, да биде поканет и македонски представник на ниво на председател на држава, премиер или министр за надворешни работи. Се надевам дека нема да имаме негативни вести од оваа трилатерална средба, но истовремено не би ме изненадило ако овие три држави или председатели на влади се договорат за нешто околу Македонија што може да биде во нивен интерес, а не мора да биде во интерес на Македонија. Бидејќи ние позициите на Грција ги знаеме многу добро. 27 години Грција има константна позиција на блокирање на Македонија во незиниот пат кон евроатлантските интеграции. И да не беше таа блокада, Македонија не само што денес ќе беше членка на НАТО, Македонија, мислам, денес заедно со Бугарија или можеби заедно со Хрватска во последното проширување ќе станеше членка на Европската Унија. Затоа што и по структура, и по институции, и по капацитет сме можеле да го одработиме тој предизвик за преговори за членство. И секогаш кога има одредени средби организирани на соседите, каде што не присуствува Македонија, а домаќин е Грција, јас искрено имам резерва, бидејќи ја застапував Македонија како представник и незин адвокат пред Меѓународниот суд на правдата во спорот кој што го покренавме против Грција, ги видов сите нивни аргументи на силата и помалку сила на аргументите и знам дека голем дел на грчки политичари, не би сакал директно тука да го посочам премиерот Ципрас, но многу други немаат добри намери и чувства кон нашата држава. Какви вести очекувате вие од Солун? Би се изразил сега со една синтагма на Тупурковски кога се распаѓаше Југославија, непринципијална коалиција. Јас искрено се надевам тоа да не биде непринципијална коалиција утрешниот мини самит, затоа што овие денови ние имаме веќе еден самит ЕУ Западен Балкан, каде Грција е земја членка на ЕУ и би можела да биде и таму дори, иако Грција секогаш имала претензии и во нашата неволја да ги искористи незините капацитети како земја членка реконструкција на Западен Балкан од 2003 кога беше така натаму. Секоја земја која председава со Унијата сака да се докаже пред Унијата дека ево за време на нашиот мандат ние го ставивме тоа. Веројатно сега Бугарија сака да каже дека ево за нашиот мандат ние го решивме меѓусебниот спор и меѓусебни дилеми со Македонија и ние ќе бидеме тие кои Македонија ќе ја туркаме напред во ЕУ интеграциите. И каму среќа тоа така да биде, да се односите развиват во таа насока. Но да не мислиме секогаш на лошото, да се надеваме дека од таа среда можеби оти сигурно ќе има, ако ништо друго ќе се спомне името Македонија, ако детално не се разговара. Но ево да бидеме оптимисти и да очекуваме не лоши вести. Но ние не можеме нив да ги забраниме да не се состанат и не може да им наложиме зашто не го викате нашиот премиер. Затоа што веројатно тие мисли, видите, ово е работа која треба да биде меѓу нас и да биде некој план Б или не знам што. Милошовски, премиерот Зоран Заев по потпишувањето на договорот со Бугарија најавува и решавање на деценискиот спор со Грција. Ќе има ли интеграција на Македонија со македонски идентитет? Јас на секоја нова влада, бидејќи сум имал и јас такво искуство и прилика да бидам член на нова влада, и пожелувам многу успех и среќа во разговорите со Грција.
но истовремено порачувам дека секоја влада треба најпрвин добро да ја анализира историјата на Грција, нивниот политички консензус, нивниот национализам и нивната непопустливост по одредени прашања. Првичната еуфорија која што владее кај секој министер или кај секој премиер не значи дека ќе се совпадне со реалноста што треба да ја надминете или да ја решите. Ќе ве подсетам само, Грција 2004 година, кога СДСМ беше владеачко мнозинство во Република Македонија и кога Соединетите Американски држави донесоа одлука за признавање на нашето уставно име, донесе одлука на сите политички партии дека тој процес не смее да продолжи така и мора да се врати назад и дека ќе ги искористат сите механизми како членка земја на НАТО и ЕУ тоа да биде попречено. И затоа денес кога слушам дека одредена антиквизација или одреден споменик или одредена изјава или учебник или нешто било изговор или повод или иритација за грчката блокада за нашето членство во НАТО, јас со голема увереност го кажувам спротивното. Не. Грција уште во 2004 година ја донесе одлуката дека секогаш кога ќе има прилика, ќе ги користи механизмите на блокада, се додека Македонија не се согласи спорот да биде решен со грчки ракопис. И затоа сметам дека господинот Заев или пред да му бидат дадени тие така наречени нелегално прислушкувани материјали и бомби, веќе се согласил на одредено грчко решение или дава изјави за кои што го поведува еуфоријата на премиерското место, а не се совпаѓаат со реалноста во Грција. Затоа, според мене, еве и посетата на министерот Никола Димитров беше амбициозна да биде прва посета во Атина. Секогаш првата посета на министерот за надворешни работи или првата посета на премиерот е и знак, е и порака во дипломатијата, испраќате порака кое место сте одбрале да го посетите како прва ваша дестинација. И тој кажа дека ќе оди таму за една со дипломатска офанзива на шарм да ги убеди грчките соседи дека треба да бидат попрагматични. Но со изјавите што ги слушнавме од министерот Кодзијас на пресконференцијата и после тоа и на денешната дебата во грчкиот парламент, а не знам дали медиумите тоа го следеа, се гледа дека грците многу тешко се шармираат, а многу лесно градат национален консензус и црвени линии од кои што не отстапуваат. Последен случај е прашањето за Кипар. И тука ќе ви кажам една анегдота која што ни ја кажа посредникот Метју Немец. Како помлад дипломат бил соработник на Сайрус Венс, поранешен американски подсекретар, кој што се занимавал со кипарското прашање. Наближиле до договор, верувале дека ќе има грчко-турски договор за Кипар. Турската страна веќе дала одредено зелено светло. Сайрус Венс ги убедувал кипарските грци и грците во Атина да се согласат на тоа. Повишил тон, кажал дека Турција е голема респектабилна држава и дека ако сега не се реши прашањето, можеби ќе треба да се чекаат уште 100 години за наредна прилика да се реши кипарското прашање. И потоа дал збор, дари некој од грчката делегација бара збор или има прашање. Единствениот кој што дигнал рака бил еден грчки дипломат и прашал господине Нимец, господине Сайрус Венс, извинете, колку години рековте дека ќе треба да чекаме. Тоа е нивниот пристап на чекање и нерешавање на одредено прашање кога тие се во одредена покомодна позиција и статус кој што го имаат постигнато. Затоа моето мислење за изјавите на господинот Заев се дека или се има претходно согласено на одредено понудено грчко решение за надминување на овој наметнат спор и потоа добил материјали, бомби, нелегални прислушкувања и поддршка за да стане премиер и тоа да го спроведе, ако превзел таква обврска пред некого на штета на Република Македонија, или изјавите што ги дава дека ќе го надмине грчкиот спор со уставното име на Република Македонија, му се изјави со кои што сака
да се допадне на одредени странски фактори, но кои што, според мене, не соодветствуваат со реалноста на официјална Атина. Правиме тука една кратка пауза за реклами и се враќаме со завршните минути од овој разговор, почитувани за кратко смена. Завршни минути од вечерашното отворено студио. Господине Халили, Законот за јазиците е еден од приоритетите на коалиционите партнери на ЗАЕФ, но и овој закон се крие како договорот со Бугарија. Дали албанските партии би го испуштиле возот на кој што ги качи премиерот ЗАЕФ? Ако ми дозволите прво еден сегмент да се навраќам на решавањето на проблем на името со Грција. Повелете. Премиерот ЗАЕФ мислам дека е свесен и се потрудува да ги одвои две работи. Прво, интеграција на Република Македонија во НАТО, што е најбитно и што не е само македонски интерес, туку и интерес на геополитиката. И тоа најдобро го изразил на хирингот Брајан Хотји, кога рекол дека земјите на Западен Балкан поитно мора да се интегрират во НАТО и ЕУ. Значи, ово е еден сегмент. Затоа тој предлага тоа да биде со привремената референца поранешна Република, Југословенска Република Македонија. Мислејќи дека полесно ќе биде и дека ќе има поддршката на Европската унија, САД, кои ја туркат Македонија да го реши овој проблем во две фази. Друг е проблемот со Европската унија. Ова е моје мислење. Европската унија бара исполнување и други критериуми од аки комунитер. Но ово е американски интерес, бидејќи со Македонија ќе се заокружи веќе сферата на НАТО и американското воено присуство на Балканот и ќе остане вон тоа моментално Србија затоа што не сака поради бомбардирањата, а другото е се скоро НАТО и ќе се амортизира присуството на Русија. Што мислам дека е остварлива работа. Од тоа што ЕУ и американците ќе дават привилегии одредени на Грција да попушти. Затоа и Грција и така има облигации според привремената спогодба да не ја попречува Македонија со ова референца во зачленувањето меѓу организацијата. Меѓутоа, таа мисли дека ние никогаш нема да седнеме да го решиме проблемот ако се зачленуваме со референцата. Сега кон Законот за јазиците. Јас сум присталица на друга опција, на федерализам. Јас сум федералиста по убедување. И секогаш сум се изјаснил дека не е важно тоа дали албанскиот јазик ќе биде официјален јазик во Струмица, во Виргелија. Но важно е албанскиот јазик како службен јазик на државата под шифрата 20% од населението да има поголем обсег на употреба и употреба во меѓународната комуникација. Да се вратиме на тоа прашање што вие го рековте со Бугарија. Бидејќи согласно уставот, службен јазик на Република Македонија, македонскиот јазик и во меѓународната употреба. Да беше јазикот на 20%, ама тука е неодреден, некоја друга заедница може да каже и ние сме 20%, ама на локално ниво. Под услов албанскиот и македонскиот јазик да беа службени јазици на ниво на државата и во меѓународна комуникација, тогаш договорот меѓу Бугарија и Македонија требаше да се напише и на албански јазик, а меродавен текстот ќе беше на англиски. Како ќе се договарат странките? И сега,
видите, мислам дека наивно толкување е Заев им ветил на албанците, ќе ви давам ово, ќе ви давам оно. Премиерот се има искажано 2-3 пати дека не е пречка за неговата ќерка да зборува и на албански, ама тоа не го заокружува опсегот на употреба на албанскиот јазик. Тоа е една изјава која треба да се преточи во реалност. И немојте да мислите дека Заев добил албански гласови исклучиво на ова изјава. Феноменот на победата кај дел од албанското население на Заев е објект за социолошко, психолошко, социјална студија. И ние, албанските политичари, не знаеме како тоа битнало. Навистина, тоа искрено го велам. И имаме една платформа која доста беше експлоатирана во јавноста, тиранска платформа, албанска платформа и така натаму. Но албанските политички партии веќе направиле компромис. Знаејќи дека потполно официализирање на албанскиот јазик, тука се работи за рамноправност на јазикот на 20%, кој треба да се преименува во албански јазик, и не случајно направеното 20%. Тогаш е избегнато синтагмата албански јазик. Затоа што за време на преговорите и разговорите за Оридскиот договор, ние во една етапа стигнавме една формулација во Република Македонија службени јазици се македонскиот јазик и албанскиот јазик. Потоа асоциација на интелектуалци и на граѓани на Република Македонија од македонска етничка припадност направија протести, демонстрации и така натаму. И ние како компромис се сложивме тоа да не биде албански, туку да биде 20% од етничката групација која го зборува тој јазик. Што не е прецизирано. Албанските политички партии направиле консензус затоа што веќе не бараат уставни промени. Бараат да го прошириме опсегот на употреба на албанскиот јазик. Има тука место ако збориме за опсег на употреба на албанскиот јазик. Има колку сакате. И затоа и ВМРО нема воопшто, мислам, да биде против, затоа што законот за јазиците за нивно владење е донесен. Сега може и дури поранешниот премиер се изразил дека не е против да се употреба во овој и тој град, но не би сакале во овој и тој град, да кажеме. Значи треба да оди постепено. И сега врз такво ветување е склучена коалиција. Не е моје сега јас да бидам ментор на албанските политички партии, што ќе прават. Ако тие се но имаме и ултиматуми. Тоа е, видите, секоја политичка партија има право, согласно интересите политички, да постапува во одредено време според незини барања. Затоа и тие склучиле, затоа се дел од таа коалиција. Инаку, ќе има штета и за едните и другите. Ако не се усвојува законот за јазиците пред локалните избори, ќе трпат овие кои рекле ние сакаме да биде закон пред локалните. Ако оди после локалните, другите ќе добијат штета. Од и опозицијата легитимно ќе ги гаѓа двете страни. Тоа е работа на опозицијата. Милошевски, имате ли некаква информација кога ќе дојде законот за јазиците во собрание пред или по локалните избори? Ние сме изненадени од тоа колку споро овој закон доаѓа до собранието. Затоа што после изборите нашата комуникација со потенцијални коалициони
до тогашни или идни партнери беше дека првото нешто на што ќе се инсистира од страна на ДУИ, на БЕСА, на Алијансата на албанците, па и на двајцата пратеници од ДПА, е дека ќе биде гласање за законот за јазиците, па дури потоа гласање за владата на Република Македонија. Потоа имавме ново ретерирање, каде што се каже дека добро, во ред ќе се изгласа влада, начело со господинот Заев за тоа што ветил дека ќе го поддржи законот за двојазичност, а потоа ќе се гласаат други проекти ветени во програмите на политичките партии, но гледаме денес дека го нема ни тоа, што значи дека самата тема ветена кон албанците како политичари или како граѓани била повеќе ветување, а во моментов помалку остварување. И затоа ние од ВМРО ДПМН, кога разговараме со нашите пријатели албанци или колеги политичари албанци, им кажуваме: може би со ВМРО ДПМН одредена албанска политичка партија ќе се договори потешко за одредени прашања од меѓуетнички карактер. Но тоа што ќе биде договорено, ќе биде реализирано. Може би со ВМРО ДПМН од 10 барања ќе добиете 3 како политичка партија на албанците, но тие 3 ќе ги добиете во рокот кој што бил договорен. Додека Социјалдемократскиот сојуз има друг пристап. СДСМ секогаш ветува многу, ви ветува гулап на гранка, на крајот немате ниту врапче во рака. И затоа сега последната наша информација е дека Социјалдемократскиот сојуз е свесен дека кај македонските гласачи може да предизвика големо незадоволство и реакција доколку законот за двојазичност го стави на гласање во собранието пред локалните избори. И мислам дека ќе употребат тактиката на одолговлекување преку Венецијанската комисија. Ќе се испрати предлог законот до Венецијанската комисија, таа е на погломазно академско тело, лоцирана во Венеција, инаку под Совет на Европа од Страсбург, ќе дискутираат таму 2, 3, 5, 6 или 7 месеци да поминат локалните избори, па дури потоа да дојде на дневен ред во собранието. Но без разлика кога ќе дојде на дневен ред во собранието, нашиот став од ВМРО ДПМН е конзистентен. За разлика од господинот Халили, кој што вика дека по убедување е федералиста, јас сум по убедување унитариста. И сметам дека за доброто на државата е да имаме елементи кои што државата ќе ја држат како унитарна. Дали тоа ќе биде армијата, дипломатијата, образованието, уставот, собранието, но пред се и јазикот. Значи да имаме еден државен службен јазик со друг јазик кој што ќе биде во широка службена употреба, но нема да го има истиот статус. Бидејќи ако имаме два државни службени јазици, тогаш ние водиме кон двонародност, тогаш Македонија ќе оди кон федералност, а на Балканот не сум сигурен дека двонародните држави или федералните држави секогаш имаат добра судбина. И затоа не викам дека македонскиот јазик е поубав од албанскиот или албанскиот е поубав од турскиот или од ромскиот, туку затоа што во моментот македонскиот служи како лингва франка и Македонија како матична држава единствена на македонскиот народ во кој што живеат и албанци во голем дел, но секако и турци, срби, роми и власи, би требало да ја задржи оваа структура на устројство на една унитарна држава, што не значи дека нема можности за подобрување и унапредување на јазичната употреба таму каде што на граѓанинот албанец тоа ќе му го олесни животот, комуникацијата и услугите со државните институции. Но не мора полицијата и армијата да издаваат команди и наредби на два јазици. Ниту ќе бидат поефикасни, ниту државата ќе биде поединствена и посплотена. Тоа е моје убедување. Ние разговаравме со повеќе политички партии пред изборите и после изборите и за овој став имаме аргументи и сметаме дека е за добробит на државата. Законот за јазиците произлегува од она тиранска сеалбанска платформа. Албанските партии за оваа платформа говореа едно, премиерот Зоран Заев говореше друго.
Еве сега имаме сличен случај со договорот за Бугарија. Бугарските пратеници имаат увид во тој договор, ние ништо не знаеме. Зошто се прави во завиена форма? Затоа што тие кои што нешто добиваат или се осогласили имаат заеднички став, немаат што да кријат. А тој кој што пред одредена група на луѓе ветува брда и долини или превзема обврски кои што ќе ги исполни, а знае дека нема поддршка кај своите гласачи или кај својот народ, тој има потреба да тактизира, да манипулира, да дава различни изјави или да лаже. Затоа долго време господинот Заев тврдеше дека не постои таква платформа, а нас пратеникот Дуин ја прочита истата во Македонското собрание. Тоа што е погрешно во овој чекор е што премиер на соседна држава си зел право да изиграва патрон прво на автономни политички субјекти од друга држава, политички партии со пратеници, функционери, министри, политичко искуство, и второ, што со самото тоа се меша во внатрешните работи на соседна држава. Тоа не е добар принцип. Замислете, грчки пратеници или со потекло грци или православни или кои да се од албанскиот парламент додат на консултации во Атина, да договараат платформа и од тоа да зависи која партија во Тирана ќе формира или нема да формира влада, или не знам, пратеници курди да одат на консултации во Ирак или на други места, па тоа да зависи кој ќе формира влада или нема да формира во Анкара. Тоа не е добар принцип. Мислам дека тоа е една од поголемите грешки и поголемите мешања што една соседна држава, која што досега не правела такви работи, како Албанија, си дозволи да го направи овој пат и ниту донесе некој подобар имидж за себе во Македонија, ниту пак им помогна на партиите кои што беа гости на господинот Рама во Тирана. Од режија Мијавова, поверете доколку имате само видите, со времето. Статусот на албанскиот јазик не е измислица на Еди Рама. 1992 година ние сме доставиле до Собранието на Република Македонија и до Советот на Европа и Европскиот совет, до Обединетите нации една декларација за рамноправност на албанците во Република Македонија. И во точката 3 сме напишале дека работни јазици во Република Македонија се македонскиот, албанскиот и турскиот. Во точка 4 сме напишале службени јазици во Република Македонија се македонскиот јазик и албанскиот, во заграда, во местата каде живеат албанци. Тоа е документ од 1992 година. Сме имале разговори, преговори со тогашната влада и со Аренс и после Аренс за прво сме стартирале со начинот на пишување на личните имиња во личните документи на албански јазик покрај на македонски. И постепено сме дошле се до законот кој е усвоен за време, кој е преговаран за време на Оридскиот договор и кој е донесен за време на ВМРО. И нешто јавно тоа ќе ви кажам. Ние многу пати сме биле во Албанија. Јас сум бил координатор на пратеничка група на ПДП. А никогаш немало потреба никому да му кажам дека сме биле кај Бериша и сме се состанале. Прва грешка е што со фанфари и помпи тоа објавено. Јас јавно сум бил во делегација на Република Албанија против приемот на Република Македонија во ОПСЕ, затоа што не беа исполнети тогашните услови наши за влез во владата на СДСМ. Тоа беше 1993 година. Значи, отворено. А такви реакции немало, како што имало сега. И секогаш ние, кога ќе слушате дека албански политичар оди во Тирана, да знаете дека нивната порака е Македонија е наш заеднички интерес, не правете проблеми и треба да бидете дел од владата. Секогаш тоа да бидете убедени, добронамерни се тие работи.
И за време на овие избори нашите имале разни политички програми. Двонационална држава, албански јазик до тамо, до вамо и така натамо. И јас, според моје мислење, повикот во Тирана бил да ги усогласи луѓето да одат да видат дел од влада, без препорака на која влада. Ако тоа е злоупотребено, после друга работа. Но тие што биле на таа средба, тие ден денеска не ги почитуваат принципите на таа средба. Тука е проблемот. Тие самите не се сложени околу тоа што се договориле во Тирана. Јас имам само една куса примедба. Кога зборуваме за да слуша странец дебатата во Македонија за албанскиот јазик, кој што нема доволно информации, ќе помисли дека тоа е репресиран јазик. Дека е притиснат, дека е исклучен, дека е загрозен, дека е оневозможено. Но ние ако видиме, треба да бидеме искрени и реални. Имало тоа свој стадиум, но денес медиуми, весници, училишта, факултети, локална самоуправа, собрание и на многу други места кои може би не ми текнува во моментот. Употребата е навистина широка. И според опсе стандарди, и според европски стандарди. Секое дополнително обременување на оваа тема само може државата да ја воведе во една биполарност, која за унитарноста на Македонија сметам дека нема да биде добра, а ако пораката од соседите е дека унитарна Македонија е она што е во нивен интерес, треба и јазикот да го чуваме како алка која што ќе не врзува во таа унитарност. Крај на вечерашното отворено студио ви благодарам за гостувањето и за оваа дебата. А вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на телевизија Нова. Стартува најновиот информативен преглед вечерва со колешката Анита Петровска-Рајковиќ. Пријатно од мене.